Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видеоизбор, тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Овој пат говориме за одлуката на Европскиот парламент кој деновиве согласи во врска со наводите дека е во пораз пропагандата на Русија и на исламските милитанти во земјите на Европската унија. Пропагандата, како што е ценето, доаѓа во разни форми и се користат повеќе средства преку кои се шират невистини и несигурност меѓу граѓаните на Европската унија. Европскиот парламент деновиве изгласа резолуција со која предупредува на пропагандниот притисок врз Европската унија од страна на Русија и исламистички милитантни групи. Парламентот побара од владите контрамерки на ваквите активности. Резолуцијата мина со 304 гласови за, додека 179 гласа беа против. Лидерите на Европската унија, главно од балтичките држави, алармираа за тоа како Москва ги користи незините медиуми за да добие поддршката за своите погледи и политики. Запрашан за резолуцијата, рускиот председател Владимир Путин изјави: Это говорит о том, что мы наблюдаем некоторую, причем совершенно очевидную, деградацию в политическом смысле этого слова, представление о демократии в западном обществе, в данном случае на уровне Европейского парламента. Но очень рассчитываю на то, что все-таки здравый смысл восторжествует и реально никаких ограничений мы здесь не увидим. Потекот на Европскиот парламент е последен во серијата мерки на Европската унија за намалување на влијанието на руските државно финансирани медиуми како Russia Today и новинската агенција Спутник низ членките на унијата. Во резолуцијата се наведува дека притисокот расте врз членките на Европската унија, кои мора да се справуваат со дезинформации пласирани од други земји или организации, обвинувајќи ги дека се обидуваат да го подкопаат објективното информирање и етичкото новинарство. Ко-председателот на Зелените во Германија, Ребека Хармс, изјави: Ich glaube, dass es höchste Zeit gewesen ist, dass sich das Europäische Parlament mit den Herausforderungen des Krieges um Informationen tatsächlich einmal beschäftigt und zu guten und klugen Schlussfolgerungen kommt. При тоа таа потсети на пропагандата за време на кампањите за Брекзитот во Британија и за председателските избори во Соединетите држави. Меѓу опонентите на резолуцијата беше австрискиот пратеник Еуген Фреунд од партијата на европските социјалисти, наведувајќи дека со резолуцијата погрешно Русија се става на исто ниво со милитантната група Исламска држава. Dennoch konzentriert sich dieser Bericht auf ein Land, nämlich Russland. Und was ich für noch bedenklicher finde, trotz unseres heftigen Widerstands, ist darin auch der IS enthalten. Er geht zweifellos mit ähnlichen Methoden vor, aber er ist natürlich kein Staat. Und darin liegt auch das große Problem. Претходно во обраќањето до европратениците, шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини изјави дека лажна вистина е зборот што во Оксфордскиот речник е истакнат како збор што одбележа оваа година. Лажна вистина ја опишува ситуацијата каде што објективните факти имаат помало влијание за формирање на јавното мислење од емоциите или личното уверување. Според Могерини има многу позитивни работи кои може да се кажат, како борбата против корупцијата, помирувањето и економскиот раст. Иднината на Европската унија зависи од позитивните приказни кои треба да ги кажеме, заклучи Могерини. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Руската пропаганда може да се забележи во Македонија, главно преку текстови преземени од српски портали кои пренесуваат проруски ставови за повеќе прашање. Исто така активен е и порталот Руска реч, а телевизијата Russia Today може да се следи преку некои телевизиски оператори. Колку граѓаните се подложни на тоа? Преку луѓе кои во јавноста се перцепираат за блиски до власт, кои пропагираат антизападна реторика и ја величат моќта на Русија, и преку преземање текстови на проруски српски портали, се манифестира пропагандата на Кремљ во Македонија, вели Владимир Петрески, уредник на сервисот за проверка на факти во медиумите.
Петрески, кој интензивно го следи руското влијание во медиумската сцена во Македонија, додава дека на пропагандата на Кремљ и е многу тешко директно да действува во земја во која што 70 до 80% од населението сака земјата да стане членка на Европската унија и НАТО. И затоа најправен целта е да се сруши таа доверба. Што се однесува до преземањето содржини на српските проруски сајтови, Петрески се повикува на наудите на српската невладина организација Совет за евроатлантски интеграции, која откри дека во Србија има 105 веб сајтови и портали кои се проруски. Има и такви портали кои служат едноставно да дојдете таму и да си земете текст. И со оглед на тоа што српскиот јазик им е познат на голем дел од македонците, тие текстови едноставно се преземаат од тие анонимни сајтови и се преведуваат и се реобјавуваат. И во тие написи имате, не знам, пофални текстови за Путин, и исто така има многу текстови кои ја величаат моќта на руската армија. Тој вели дека руската пропаганда беше најизразена во 2015-та во мај, кога беа големите митинзи и на опозицијата и на власта. Кон средината на 2012-та во Македонија почна со работа интернет порталот Руска реч на македонски јазик. Овој медиум не известува за локални проблеми во Македонија, туку ја представува Русија и руската култура за македонските читатели. На македонската публика и се представува и новинската агенција Спутник. Иако нема македонско издание, поради јазичната блискост, српското издание Нова руска државно финансирана новинска агенција честопати обработува теми од Македонија. Преку телевизиските оператори, пак на гледачите им е достапна и Russia Today. Ја следевте видеотемата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.